outside is frightful. And I'm to go. Let it blow, let it blow, let it blow. Кај става? Вака така секој ден по едно видео. Идемо. Кој го виде шортот го виде, кој го виде сторито го виде рилот, а се појави новиот фитер. Инова се вика. Инова го има најнеиновативното лого и општо сите такви ствари. Малце ми е срам да ти кажам право. И преска направив нешто, чепкав пред да почнам да снимам нешто, имав и обавези и глупости, затоа и сега го снимам. Преска снимив, значи веќе имам идејата у глава што сакам точно да правам, ама ќе гледам да направим еден скроз цел процес, значи од А до Ш како се прави такво лого. Мислам убаво лого како се прави за компанија која што треба да уложува пари во иновативност, во предприемаштво, во такви глупости, едно, друго, трето. Па може да почнеме. Еве, на пример, вака. Ова е тоа што го има на ту моментов. Знам дека пробале тука да става да има и буква демек, па нешто надоле нагоре. А мене лого, не знам зашто поише ми личи на СНС него на иновативност. Дали е ради боите, дали е... Не знам. И башка, ова поише личи на С буквата, него на И. Ама, ајде, вака. Да ги разоткриеме проблемите прво ова лого. Крукчево, што ќе ти е крукчево? Не ти треба. Ова демек иде нагоре тука, ова демек иде надоле тука, ова иде цело нагоре и ова иде цело надолу. Внатре има некои глупости, нешто, некои мрежи, некои си USB-ња, појма немам од попод капата ли, па тука сенкичка, па тука уште полоша сенкичка. Како ведам? Ајде, иди ќе пробам да непчам у видео. Ајде, ќе пробам да непчам да видам дали ќе смени нешто у процес на работа. Ќе искачам надвор, ќе пцујам, па ќе се враќам да работам. И вака ќе фатат со ова. Демек сива, ама не е сива, бела, ама не е бела. Чуму бе, чуму вака. Абе заклучи го по ова. Не знам, мислам. Не можеш да се наречеш иновативност, а на прва рука да не си иновативен. Оксиморон е, тој што го правил логово, Окси е silent кај него, вајда, немам појма што друго да кажам. Ајде да видиме што вика интернетот. Innovation symbols. Да најдеме innovation symbols, сијалица, глупости. Вака, значи. Вака. Не. Innovation logo, мозок сијалица, мозок, ракета. Добро, не е едноставно. Пази, мислам, толку е лошо што само ако напишеш И буква, ти скоро и ќе завршиш работа со, ама ајде да не биде само И буквата. Сега тоа што ќе го направам, тоа се вика уствари рециклирање логоа, или кој што би рекле некои што не знаат за лого, го краде логоа. Ќе го искористам едно старо лого што го има вправено за фитер, еве го тука логото. Ова беше као, нели ова, мајката чуварот на куќата, што е бла бла бла, ФИ, па сега и тоа е штиклирано и се, и од ова лого, од овој дел од логото, значи фитер ќе си остане тука, од овој дел од логото, ја може комотно да си направам само уште едно вакво, да, ме разбираш, и да имам И со стрелка. Ова се вика рециклирање на стари логова кои што не прошлиот пат и со надеж дека ќе пројдат сега. Значи, нема да го искористам исто. Тоа беше тогаш, го ставив како предлог, зашто дона направија некои лоши, оние, како беше она, со некои фртлjonки. Еве го, тоа што им беше првото, па на база на ова првото, ја го направив ова, гледаш, он копчето, па пак нешто, ама малце по-коцкасто. Душа сега ако би го правил, малци би го заоблил можда, ама, тоест не да би го заоблил, би го направил со ваков агол тука, вака рецимо, нели да биде так константно, да има конзистентност у логото. Па после тоа не знам кој го правеше ова Петр лого, зашто ова поише личи на Е него на И, Петр, или Ф6 Шестер.
Мизерија. Прво нешто преска што направив беше подагало 45 степени, вака, и еве стрелката. И веќе имаш чекмарк, овој чекмарк го добиваш и добиваш стрелка нагоре, значи приказната која ми е позади ова лого, што го направив. Имаш проект, ти требаат пари од Инова, не од Фитер, од Инова. Одиш таму со проектот, го презентираш проектот како таков и они ти викаат го одобруваме и еве ти парички сега пукај го проектот, нека гори. Ме разбираш? Добро, чекај, тука треба и малце да се здебели, ама ќе го направиме. Ова е сега, нели, скетчинг, ако не си го гледал видеото основи на лого дизајн, изгледаја целата плейлиста, изгледаја, па врати се, уствари догледај го видео, па после врати се. Не иди сега, не бегај. Седи тука, гледај. Ама многу ми е, значи, по 45 степени некако ми е чудно. Ми текна, како беше, Пол Рен беше Next логото на Стив Джобс што го има правено, да, Пол Рен беше. Тоа беше на Пол Рен ова лого, значи Next. Да бе 28 степени, не 45, него 28 степени, така изгледа малци по иде на некоја убава линија, има убава траекторија, има на движење, значи да не е 45 степени, туку да е 28 степени. Што ми се свиѓа како идеја, и нели збориме за иновативност, значи еден од најиновативните луѓе од новата ера е Стив Джобс, пајде омаж за Стив Джобс, така да зијаме, цртаме на права линија, викаме rotate 28 степени. Ја мислам дека ќе изгледа подобро вака, не знам, моја е да пробам, а ако се зафркнам, да сме живи и здрави. Увек може да се избрише се, затоа што пиксел не кошта пари. Така, може да го скратиме до тука. Ете го скратено. И сега ако ќе донесеме вака, нешто, или не. Или да, чекай. Да се замаскира вака убаво, фино, лепо, поштено, ама ја ќе биде ниско и а не личи на чекмарк. Ништо, извини Пол Рент, извини Стив Джобс, идеме со 45 степени. Еве идејата бе, чекајте бе другари бе, чекајте бе, кажи ми бе да му се, зошто бе не кажуваш бе, што ти е бе? Ако иде на линија до тука, и истата ја изротирам 90 степени да дојде тука. Подлога е нормално лупеден. Ако овие две точки заеднички им ги спојам тука, и ги спојив у една, нормално дека ги спојив у една, джабе сум најдобар. И сега ако направиме тука, вака, и сега војдел, нели ова е сега почетна фаза на работа, после ќе го ставам и у грид и ќе го поправиме у грид кој што треба, сега само да се истестира идејата како таква. Да видам дали функционира општо идејата. Добро. Тестирам, ама цепидлачаме. Тоа е моронштината која што ја правам ја како персона. Аха, гледаш? Има нешто у том што ме лечеш. Па добро, ајде сега. Следен чекор. Имаме драв верзија. Тргни ги сите на страна, земи го ова, ставај тука и скопирај. И сега што правиме? Гридови, гајдови, квадратчиња, не коцки. Кога слушнам дизајнер, кога каже нацртај коцка, а он црта квадрат, друже, избричи илустратор, uninstall, одма. Не може бе, возрастна персона за квадрат да вика коцка. Коцка има ширина, висина и дубина. Ова е коцка 4D. Ме разбираш? Ова е коцка. Ова внатре може да го напуниш со глупости, а ова е квадрат. Значи има X и Y, а ова има X, Y
и Z оска. Скокам од тема на тема, common sense му авети се овие, стварно, мислам, озбилно, без фрканција. Дори ни за ебанција не викам, да. Ова да речеме, чекај. Object, path, outline stroke, штрака вака, исклучи све ова, избриши, ова бриши, ова бриши, ова бриши, све избриши, остави го само да биде црно. Сега имаме нешто вака нацртано. И ова ќе биде од прилика 16:9, нема да биде квадратче, ќе биде малци долгнавесто како лого, што ако јас се прашувам, уопште не ми смета, ми е она лепота. А лепота е лепа затоа што е лепа. И сега, еве го тука го имаме ова. Да почнеме со мерење. Да му земеме мерки. Ево, сука 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 5. Ќе го направиме почетно 5 на 5 и потоа ќе го смениме, мислам ќе го, ајде бе. А потоа ќе го нели, ќе го раздвојуваме, ќе го делиме уште уште поситно, ако треба да има поише детали, поише ситници кои што ќе треба да се додадат. 1, 2, 3, 4, 5. Ете ги, 5 на 5. Групирај, центрирај, имаш, еве ти сега 10 на 10 ќе дојде одма. Можело Славице, можело Славице, можело да се направи целото така. Групирај и заклучи го. Што ми текна, зашто е 10 на 10, овие две горе, значи 2 квадрата горе, 2 квадрата доле ги тргаме одма и фокусот на логото ќе ни биде во овој дел тука. Така. И затоа што 2 тргаме, дебелината ќе гледам да биде 2 на 1 блок. Еве ти 1 блок имаме тука. Еден ступ имаме тука. Втор ступ имаме тука. Трет ступ правиме од згора за стрелката. Вака некако ќе му дојде. Така. Така. А ако продолжиме до тука и ова ако го продолжиме вака и се фокусираме во долниот дел, ме разбираш шо правам? Ако не разбираш, ќе разбереш за кратко. Сега го имам тука е ова направено, само ова треба да го истенчам надоле. Да личи на А буква, не ми се свие што личи на А, значи нова, значи и А, и може и кастом фонд да се направи, ама не препорачувам затоа што е државна институција, нели? Спаѓа под државата и малце не може да се спродачиш со фонтови, треба да го прочита секој. The weather outside is frightful. Што ми се заврте таа песна? За да не биде зашто веќе знам што сакам да направам и да не ми биде со премногу точки, зашто сега ќе има милиарда точки. За таа цел ќе земам, ќе го исцртам целото со чекај само да ги селектирам. Еве ги ќе ги направам со црвено и ќе ги заклучам за да ги гледаш. И јас со црна боја ќе земам, ќе ги нацртам од почеток. Ќе нацртам целата форма со што е можно помалце точки. Затоа што, како што зборуваме милиарда пати, една од најбитните работи за дизајнер е да успее да нацрта со што е можно помал број на точки во еден објект. Ајде се уште еднаш кај истата лекција. Круг се црта со 1, 2, 3, 4 точки. Тоа е најмалиот број на точки кои што можеш да ги искористиш за правење на круг. Кругот има колку? 360 степени, така? Ако правиш по една точка на еден степен, и пак ќе нацрташ круг. Ако тие 360 точки што ги имаш ставено, непотребни се 356 точки. Значи само фаќаат простор, само тежат без врска и го комплицираат општо, ја комплицираат формата како таква. Затоа постојам ја да го нацртам ова. Тоа што треба да се буши е тука и сега. Идеме со црно, селектираме се. Оп, дупкичка. Така. А фина изгледа, бе. И еве го по еден горе, еден доле. Ова више изгледа секси.
Секси. Секси. Црвениве да ги избришам зашто сега не ми требаат. Работиме само со црнилава. Ете така бе, готеве, така бе, готеве. Да пукне сам со себе. И имаме символ. Чекира и само право. Тоест нагоре. Добро, мене ова ми се допаѓа сега за сега. Да ги споредиме? Што ќе споредуваш, бе, несреќо една, бе, што ќе споредуваш? Има се што имаат они, само подобро и поедноставно. Следно што е? Следно е фонт и испис. Пази се, истиот грид се користи. Нема бегање од гридови. Grid is God. И толку крај. Не правиме поише муавет. Уврска со тоа. Јаме safe space одма доле и горе, ама да ќе додадам после уште по еден за да биде по секси, поубаво. Дај црвена боја. Одма сейф тука 2. Па Ховс ми изгледа најблиско, ама 10 некако. Не. Аха. Ако немаш кирилица, пишувај латиница. Helvetica now is Helvetica now. Кој што сака нека збори. Горе 3 не може така, мора 2 со 2 да биде. И види. Рука Сатар. Значи, за тоа е Helvetica најдобар фонд. Зашто со Helvetica кога работиш, било што и да работиш, сте во пропорција од старт. Значи, не треба ништо да правиш друго. А сите ја игнорираат, сите викаат Helveticата е глупа и ќе пукне таму робото, ќе пукне таму некој интерфонт и не личи на ништо. Види го. Легна као шамарна будала ова, значи. И сега, кршиш фонтот, дабл клик, десен клик, трансформ, рефлект, пишувај нова. Ете го бе, другари бе, ете бе, за ова збориме бе, за ова се бориме и за ова збориме цело време. Види го мајчин колко е убав. Да не се знаев, то малце повнатре, ги фаќаш сите, align, to selection, distribute, tab, гледаш, Н-то може 1 степен, В-то може 1 степен, А-то може 1 степен. Ја ако се прашувам, а се прашувам што ја го правам, исписот би го направил помал. Вака. Затоа што има малце, не може да иде подалеку, 4 или со 3, со 4, со 4, да. Ете вака, да диша малце, зашто иначе многу се е големо, а ме нервираше што во војдел тука и то оди до тука, или иди горе или иди доле, значи сега. Тоа малце ми е така секогаш сомнително за работа и за правење. И вака личи, чека да го видам уште еднаш. Гледа сега ќе се намали и кога ќе ги споредиме вака, знаеш некако, еве дури да го поместам ова тука, ова горново ми изгледа многу пубаво, така да ова чао, ти среќо, чао. Извини, значи усред монтажа сега го приметив, 2 пати пишав таму, ќе видиш текстот, а буквата е моја грешка, значи не скрос ја изумив. Види колкав простор има, а буквата цело време јадам бубрези за неа. Easy fix е, ама на кој да му текне, го зимаш овојдел, еве како треба да изгледа кернингот на А буквата со В буквата. Извини, ветувам, нема да ми се повтори уште еднаш ваква катаклизмишка грешка. Ова е сега логото. Многу мрда у цело видео, да не е ваква, да не го тупам, да не го преснимувам цело, немам ни време. Прости ми, прост да шетам. Фала ти. Се враќаме назад. Тестинг, 1-2. Тестинг, 1-2. Символ, типографија, групирај, ставај тука. Намали. Црно на бело, бело на црно, се гледа. Бледо дури да го пробаме и бледо се гледа, значи алал да ни е. Физбамп. Добри сме. А видиме, боја.
кој нема в углу, има у гуглу. Стара српска поговорка е таа. Innovation Colors. Секси бој, еј, секси бој. Ла, 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 ла. Оу! Ла, 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 ла. Тоа е за фитер го правев на зелено малце. Да иде, зашо нели зелено, зелен чекмарк, значи дека си прошол, црвената ми е малце стои. Значи стои. А зелена вози Мишко. Ако си поиграме со зелената. Па и со ова изгледа добро као секундарна боја, бе. Абе, гоце, бе. Што направи, бе, гоце, бе? Шо направи? Ла. Добра е, бе. Одлично. Па завршивме. И нова. Јавете се. Ќе ви го дам. За добра цена. Нормално. Тука видовте прво. Еве го. Before и after. Супер. Одлично завршена работа за 35 минути. Толку треба. Значи, треба да уклучиш мозок, прво, кога работиш, да потрошиш 35 минути и 16 години да го правиш ова секој ден. Фала ти пуно што беше тука. Лайк, шер, сабскрайб и нова јавете ми се ако сакате, имате број мој таму негде има во архиви. Башка државна компанија сте, институција се имате. И тоа е тоа. Дечки, фала ви пуно. Ќе гледам стварно почесто да правам видеа, зашто е интересно ми се свиѓа. Цело време има нешто ново, некоја нова динамика. Број на сабскрајбери расте, број на вјуз расте. Фала ви најмногу на цел свет. Сите што сте на Patreon, вие сте цареви, сите што направивте join, вие сте цареви. Чао, убав ден, се гледаме.